Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте европски извештај и уште една 10-та поред препорака за почеток на преговорите е оно што Брисел го испорача неделава за Скопје. Датумот се чини се уште неизвестен, а владата и покрај оптимистичките најави се повеќе вели дека јунскиот рок нема да се стигне. Од друга страна пак, кон колебливите земји кон земјава, Франција и Холандија се чини се приклучува и Германија, оттаму стигнуваат се почести пораки дека е рано земјава да почне преговори со Европската Унија. Извештајот нотира напредок, меѓутоа во одредени области нотира и што се уште треба да се исполни, а во одредени и назадување во реформите. Власта се фали со историски најпозитивен извештај, опозицијата критикува дека се додека е Зоран Заев на чело на Илинденска број 2, земјава нема да направи чекор напред кон евроинтеграциите. Кога Македонија ќе седне на преговарачката маса со Европската Унија и што се случи со датумот кој што уште лани го славеше владата. Најпозитивен извештај во историјата или пак извештај без реформи како што критикува опозицијата. Дополнително, иако се нотира одреден напредок во судството, Брисел се уште инсистира на клучни реформи во овој дел. Она е сублиматот од она што беше главна тема изминатава недела. Она што пак е вест број 1 денеска е обвинителниот акт кој што го достави до судот обвинителството за организиран криминал за нарачителите за случувањата на 27 април. Обвинети се четворица, меѓу нив ги нема Никола Груевски и Никола Бошковски. Од обвинителството велат дека за нив е сопрена истрагата, бидејќи не се достапни на органите на прогон. Како обвинети за нарачителите за крвавиот четврток се Трајко Велјановски, Спиро Ристовски, Миле Јанакиевски и Владимир Атанасовски. Дали ова обвинение ќе предизвика нови бури на политичката сцена во земјава. За сите овие дилеми и тези вечерва дебатираме. Јас сум Душица Мрѓа Ковачев, а во 24 анализа гости се пратеници. Никола Мицевски, координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Благодарам што прифативте. Хари Локвинец, пратеник СДСМ. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добре ве најдов. Ви благодарам што во петок вечер одвоивте време за телевизија 24. Ја кажав вистата на денот, со тоа ќе почнеме. Поднесен обвинителен акт за нарачителите на крвавиот четврток. Трајко Велјановски е пратеник, Миле Јанакиевски, Спиро Ристовски, Владимир Атанасовски, поранишни високи функционери во поранишната власт. Кој е коментарот на ВМРО ДПМН? ВМРО ДПМН е на ставот дека продолжува политичкиот прогон на ВМРО ДПМН. Очигледно, темите околу 27, иако имаше намера да истите бидат затворени, се уште треба да стојат и опстојат отворени. Од причина што државата во сите оние други сегменти, а денеска ќе дебатираме и на таа тема пред се на извештајот на Европската Унија, каде што нема значителен напредок во она што граѓаните на Република Македонија го очекуваат, ние треба да продолжиме да ги занимаваме граѓаните со теми кои што треба да отстанат зад нас. Или треба комплетно да се заврши 27 април? Парцијалното решение на 27 и дадената амнестија на одредени лица ќе фрли сомнеш на комплетно и реално завршување на целиот овој процес. Господин Луквинец, во обвинителниот акт ги нема Никола Груевски и Никола Бушковски, едниот азилант во Грција, другиот во Будимпешта. Нема, се уште никој не одговараше за бегствата. Дали е ова, како што вели Мицевски, политички прогон, ја чувате вратата, како што винува опозицијата, отворена за 27, па парцијално сега обвинителни актови без Груевски и Бушковски, па потоа после одреден период и за нив, или пак затварање на настаните од крвавиот четврток? Прво, исклучително ми е драго што судските органи, официјалните судски органи во државата поведоа и постапка и истрага и искрено се надевам дека целиот овој процес ќе биде завршен до крај. Ние како држава, вистинската катарза можеме да ја постигнеме со решавање на овој исклучително тежок, опасен инцидент кој се случи во законодавниот дом. Она што се случи тогаш
беше најстрашното нешто што може да и се случи на една држава, најголемата закана и по демократијата и по односите сами во државата. Не сакајќи да ги шпекулирам работите поврзани најмногу со судството, сакам да верувам во работата на судството, во процедурите и постапките кои ги имаат тие самите. Но во исто време сметам дека треба да се потенцира што изминатиот период, поминаа скоро 2 години, опозицијата во ниеден момент не ги осуди настаните од 27. април, туку за истите цело време зборува за некаков политички прогон. Доказите за политички прогон, дека вистина се случува такво нешто, спротивставени со сето она што беше на очиглед на јавноста, зашто и сами знаете, 27. април беше директно пренесуван на малите екрани, сметам дека ги немаат. И баш најважниот дел во целата ова работа е осудата која мора опозицијата, ако сака да се врати на вистинска врата во македонската политичка сцена, треба да ја покажи или да ги покажи аргументите за сето она за кое што во овој момент обвинува. Во секој случај, расчистувањето на еден ваков многу важен случај по однос на политичкото функционирање на државата, сметам дека е еден од најважните процеси. Има ли смисла кога донесовте политичка амнистија селективна сред судски процес и во тоа едното прашање со амнестијата, во вториот кога во видите нак го нема Никола Груевски, кој што сите бевме свидоци како пред настаните на 27 повикуваше да се одбрани државата, вие го винувавте директно дека е нарачател на 27 април, а кој пред известен период избега се уште мистериозно, не знаеме како, и Министерството за внатрешни од вашата власт нема појма? Обвинувањата по однос на конкретни имиња се случија од обвинителството, никако од страна на парламентарното мнозинство. Сите тие, простете да ја завршам мислата. Извинете, оние повици од дома. Сите тие, јас верувам или се надевам дека се основани обвиненија кои се должат на релевантни докази. Од друга страна, спомнавте амнестија или парцијално решавање на проблемот. Па и самите знаете дека иницијално обвинението за сите вклучени во тој настан беше едно, а во исто време едно со една иста тежина. А во исто време сите ние заедно зборувавме дека постојат различни типови на форма на учество во тој настан. Од луѓе кои присуствувале пред собранието, од луѓе кои влегле во собранието, од луѓе кои можеби заради одреден афект изреагирале емотивно на некаков ним својствен начин, и луѓе инспиратори и организатори. Сето ова, всушност, изминатиот период, ние зборувавме за расчленување на целата оваа ситуација, за да може правосудните органи релевантно врз база на доказите кои ги имаат обезбедено и да поведат обвинение, меѓутоа и да може да ја донесат одлуката. И не чувствуваат одговорност за процесот како што се одвива со 27 април, за судскиот процес? Ако мислите дека треба да имаме влијание, оној впечаток кој недвојбено сите во државата граѓани го имаа за изминатите 11-12 години, тогаш да, меѓутоа сето она што го правиме и го покажуваме изминатиот период е почитување на самостојноста на институциите. Секој од релевантните чинители во општествениот живот, не во политичкиот, дали станува збор за судии, за обвинители, за било кои други, да го покажат својот интегритет и својата професионалност и на таков начин да ги донесат одлуките за кои ќе стојат. Не дошепнати одлуки, не одлуки. Господине Алквинец, значи тоа што јавно гласате за амнестија во средсудски процес не прави дека не е мешање тоа во судството? Транспарентноста во гласањето? Водете сметка дека сето она што го направивме беше во насока не само на транспарентност, туку и реално образложување, и таа форма на амнестија која вие ја спомнувавте не беше директно мешање во судската одлука,
туку имаше препораки или расчленување. Финалната одлука сепак ја донесе И судот. судиката и обвинителката кажа дека наштетивте на судскиот процес и на целиот процес. Имат? Не сум убеден за оваа констатација која самите ја кажавте, а и од друга страна, самото расчленување на постапката и на формите, видовите на обвинение кон самите чинители, всушност го дозволи тој процес кој го изгласавме, тоа законско решение кој го изгласавме во собранието. Мицовски, извинете. Нема барање во новото обвинение, нема барање за притвор за Трајко Велјановски, бидејќи еднаш имаше, видовме како заврши, имунитетот не се одзема. Видете, еве и сама оваа денешна емисија покажува на каде тргнува целава работа. Ние сега ќе се занимаваме со барањето за притвор на господинот Трајко Велјановски. Нема барање за притвор, или бидејќи се случи немањето тоа на што се барање на барање за притвор на господинот Трајко Велјановски, иако пратеникот Велјановски е редовно присутен во собранието, редовно присутен на поканите на судските власти. И ние сега, место да разговараме за проблемите кои што ги имаме во државата, реформите... Ама и реформите се во судството, господин Мицевски, Тоа треба да сакам бидат. да кажам. Ние сега ќе се занимаваме со теми кои што треба да бидат споредни во зависност од она што значи напредок на државата и подобрување на условите на граѓаните во Ако е Република политички Македонија. прогон, зошто не могат земат имунитетот на Велјановски, кога имаше можност за да докажува дека... Затоа што мислам дека Да си и судството, иако има нарачатели во него, има одреден дигнитет, бидејќи барањето за одземање на имунитетот на господинот Велјановски беше пред 2 месеци. Доколку имаше намера, господинот Велјановски овие 2 месеца или наназад една година можеше да ја напушти држава. Меѓутоа, тоа е тука и јас би сакал да се фокусираме на проблемите реални во државата, не вака со имагинарни проблеми или намерно наметнати проблеми кои што оваа власт ги прави исклучително стратешки, се со една цел да се одврати вниманието од нивните ветувања, од нереализираните проекти и да можеме конечно да разговараме за она што треба да разговараме. разговараме. Зборуваме за извештајот водители, само што ова прашање и Никола Груевски до пресудата беше присутен во државата. Дури до тој фамозен понеделник, Ајде да ги МВР тврдеше дека е тука. притвориме сите што се во предистражна и истражна постапка и да ги чуваме таму. Значи, околу Никола Груевски и јас, исто како и вие, очекувам одговор од институциите. Да видиме што се случи со целата таа ситуација. Некако мистерични се сите овие работи. Констатацијата дека ако планирал некој да бега до сега ќе избегал, случајот на Груевски го покажа дека не е така. Видете, господја Мрџа, значи во Република Македонија овој парламентарен состав, доколку започнеме постапка за повторно одземање на имунитет на пратеник, ќе биде 10-та поред. Од 39 пратеници, колку што има пратеничката група на ВМРО ДПМН, е 25%. За која демократија ние ќе разговараме во Република Македонија, ако продолжиме со начинот на кој што ја практицираат демократијата Социјалдемократскиот сојуз. Барањата за одземање на имунитет се од правосудните органи, односно од судија на претходна постапка. Мислите дека не се претера со одземањето на Јас имунитети? не мислам, јас прашувам. Еве, со моето прашање одговарам на вашето прашање. Имате нешто да дадете? Многу кратко и многу едноставно. Па да почнеме со она што е тема не неголава станува гледа. збор воопшто за некакво дезавуирање на јавноста и одвлекување на вниманието од секојдневните теми. Овде станува збор за темелна тема, за развојот на државата. Ако сакаме да одиме напред, на круцијалните прашања мораме да имаме одговор. Одговор кој сите заедно ќе го дадеме. Буквално заеднички врз база на докази и мерливост на критериумите, само на таков начин, без развлекување на некакви впечатоци, кои на крајот можат да доведат до впечаток или заклучок дека станува збор за некакви политички, судски или обвинителски процеси. Тоа е тоа што и треба на државата и тоа е она што ние и го посакуваме, меѓутоа и кон што се стремиме сите заеднички да можеме да влезиме во процес во кој ќе ги носиме заедно одлуките. Па всушност на оваа емисија ја слободно и без предрасуди можам да го пофалам и координаторот и пратеничката група за учество во одредени консензуални процеси на носење на двотретински закони
ама очигледно И Хан тоа Бицали? учество било само за закони кои не го допираат криминалот во изминатиот период, корупцијата која се случуваше и злоупотребата на моќта и на позиции. Алудирате на СЈО? Алудирам на се за кое што јавноста е сведок изминатиот период. Значи, возможен е консензус, возможен е договор. Само немој да чепкате во криминалот кој се случил минатиот период, немој да чепкате во злоупотребите, за се останато можеме и да зборуваме и да се договориме. Сакате да кажете дека не чепкате во криминалот изминативе 2 години? Значи, учествуваме во сите оние закони и во сите оние сегменти каде што тоа се бара од опозицијата. Се она што се реформски закони, за кои што ветивме и се врзавме дека ќе дадеме поддршка. Не ради вас, не ради нас. Тоа е поради позитивниот извештај и добивањето на датум за преговори за Република Македонија. Затоа што овој процес е процес кој што трае во Република Македонија веќе долго време. Граѓаните се изморени, како што рече еден висок функционер, од колекционерството на позитивни препораки во Република Македонија. Време е тие препораки да ги преточиме во датум. Ама за датумот ни се потребни сериозни реформи во многу области. Европската комисија го користи својот вокабулар, одреден напредок, ваков напредок, таков напредок. Меѓутоа, нас ни треба исчекор во сите реформи, за кои што, за жал, со оваа влада гледаме дека не можеме да ги постигнеме. 2 години сте на власт. Ние немаме никаков исчекор во овие сегменти. Нема исчекор во политичките назначувања на вработувања, правосудството, економијата. Тоа се темите за кои што треба да зборуваме. Тоа се клучни области. Непотизмот ни е главна тема во изминатиот период, место да ни видат капиталните инвестиции. Капиталните инвестиции, господине Локвенец, во државава се 9,83%. 9,83%. Може би имав разбирање минатата година, кога беа 10,96 се извинувам. Кога имавте еден куп изговори, зошто биле толку ниски капиталните инвестиции. Па ова е прва година дека ние сме на власт, па ова е прв буџет кој што целосно го реализираме, бидејќи претходно почнавме од ребаланс. Ма помина времето. Дали сте свесни дека наредната година ова време ќе разговараме за пржинска влада? Наредната година ќе има нов премиер. Ова време, со сегашно време, нов премиер, нови министри, заменици министри. Држава ќе се подготвува за избори. Кога ќе ги реализираме тие капитални инвестиции? 9,83. Мислам... Господине Мицески, според поимањето на третирање на власта од страна на опозицијата, која го покажа на дело изминатиот период, 10-12 години, додека беше на власт, а од друга страна, во насока на европските норми на демократија, сегашната власт со сите постапки кои ги има направено, се развластува. И е развластена. Ги нема нигде злоупотребите, ги нема притисоците врз вработените во јавната администрација, врз судиите и сето она кое под тепих изминатите 12 години се случуваше во оваа држава. И да, јас ви се сложувам за огромен број забелешки, меѓутоа, никако не можем да ви се сложам дека луѓето кои го измислија непотизмот, а од друга страна не дозволија никој да допри до јавните информации, не дозволија со своето однесување на медиумите и јавниот сервис да зборува за истите, јавноста беше угушена по сите основи, во овој момент со уста полни обвиненија да зборува за некаков непотизам. Најголемата придобивка од целиот овој процес изминативе 2 години е јавноста и транспарентноста. Грешките кои се случувале и сигурно ќе се случуваат во иднина, зашто не зборуваме дека станува збор за идеална власт, за идеално парламентарно мнозинство. Подготвени сме со нив да се соочиме, да ги коригираме и да реагираме. Сетете се 12 години што се случуваше во оваа држава. Никој не смееше да зборни. Не се овде присутни за да зборувам за жените, роднините, 6 колена наназад на колегите пратеници. Не сакам да зборувам за перјаниците на власта во тоа време. Некоректно е
по демократски основи. Меѓутоа, јавноста тоа почнува во моментов да го осознава и зборува за истото. Баш заради тоа, разликата е во можноста, прво, во транспарентноста, во достапноста на информациите, а потоа и можноста за коментирање. На тие коментари, очигледни се изминатиот период и реакциите, и сето она што се случува поврзано со одредени грешки и аномалии. Господине Локвенец, изгледа делот за правосудството во извештајот на Европската комисија не го имате прочитан. Најголемите забелешки на нас ни се во делот на правосудството и економијата. Дали ги гледате забелешките кои што се дадени? Доследна непримена на принципот на заслуги. Голем број високи заменици беа водени без критериуми за заслуги. Властите треба дополнително да ги интензивираат напорите да покажат дека борбата против корупцијата е национален приоритет на сите нивоа на моќ. Па вие знаете дека во Република Македонија се уште високи политичари пред време ги кажуваат обвиненијата и казните кои што ќе следуваат во државата. Мислите дека е тоа случајно што се случува? За тоа зборуваме ние, господине Локвенец. Инаку, во минатите 12 години, еве сега само еден пример, па ќе ви дозволам. Да. Секако, ќе зборуваме, ќе дебатираме и двајцата. Веќе станувате тема на посмех во Источна Македонија. Автопатот, кој што капитална инвестиција е изграден пред 2 години, се уште не можете да го пуштите. Дедлайн, ден Д, беше пред 2 дена со најава дека ако не врне дош и биде убаво времето, ќе биде пуштен автопат. Знаете денеска дека дојдов по стариот автопат Велес Петровец. Народот веќе со иронија ги гледа тие работи. Не можете ограда да ставите на пат кој што е завршен уште од времето на преземањето на власта. Информациите кои што интерно ги добивав беше дека се става ограда од Свети Николе кон Петровец. Знаете дека е украдена оградата од Штип до Свети Николе? Па вие додека да ставите оградата од оваа страна, ќе го руинираме патот, уште не пуштен во употреба. Од самото стоење, од со време се абе патот. Редно време е да почнете да работите. Не само декларативно да ги кажувате заложбите кои што ги ветивте на граѓаните, а не ги исполнивте. Резултатите на председателските избори, господине Локвенец, се не само заслуга на председателските кандидати. Тие огромни порази кои што ги доживеавте во многу голем број на градови во Република Македонија се поради неспособноста на централната и локалната власт. Господине Мицевски, ја спомнавте корупцијата. Самите сте свесни каков закон за антикорупција донесовме заедно во парламентот. И сами знаете начинот на кој ги избравме антикорупционерите во таа комисија. Пак уште еднаш ќе ви повторам и цело време ќе го повторувам. Оваа власт се саморазвласти по вашиот начин на поимање на власта. Кога зборуваме за антикорупција, ама ова изгледа периодично се случува во нашата држава. Антикорупцијската комисија од после 2006 вам ви беше главен регрутен центар за кадри во новата влада во 2006 година. Председателот на антикорупцијска комисија беше најозлогласениот министер во таа власт, која после 2006 беше на власт во нашата држава. И ние зборуваме за корупција и антикорупција. Ве молам, дајте да ја перцепираме реалната состојба во државата. Дајте отворено да ги кажеме позитивните ефекти од целото работење, дека оваа влада во ниеден момент не зборува дека е безгрешна. Наспроти, онаа 12 години назад. Не играјте на фактот на кратко помнење на граѓаните, зошто се знае како се функционираше и што е она што се обидуваме да го направиме целиот овој период. Зошто не го правите, господине Луканец? Зошто не го правите? Повелете Викате што е дека тоа. оваа власт сама се разласти. Знаете кога ќе се разласти оваа власт сама? Кога ќе има реализација на мислењата и констатациите на Државната комисија за спречување на корупцијата. Ние немаме завршница на сите тие процеси. Ние имаме флагрантно, фаќање во кривично дело на градоначалник ваш, кој што заврши, целиот југоисточен регион зборува од Републикава,
за градоначалник фатен во криминал, заврши со условна пресуда. Не е тоа развластување, господине Локвенец. Такви примери има многу. Господине Мицевски, ако зборуваме за некаква директна споредба, зашто сметам дека треба да завршиме во тој дел? Немаше да се спомни тој градоначалник. И огромен е бројот на случаи кои во тие 12 години биле криминални и се случиле во нашата република, арно ама ги немало нигде во јавноста. Разликата помеѓу едното и другото поимање на власта е ова сега што ви го зборувам. Пред малку го спомнавте автопатот. Автопатот е близу до вас, до Штипе автопатот. И вие самите најдобро знаете дека чинам 18 далеководи беа асфалтирани на средина на линијата на автопатот. И сакате да ми кажете дека некој со добра намера за граѓаните нештото го направил? Не, господине Мицевски. Нештото е направено само заради ситни, пиаровски, дневно-политички интереси, за да се прикажи зголемено ниво на капитални инвестиции, што се обидувате да не критикувате цело време. Нештото се случува само за да се добијат некакви дополнителни поени. И сами знаете дека разликата помеѓу таа влада тогаш и оваа сега е меѓу формата и суштината. 12 години формата владееше во нашата држава. За сега, конечно, да почнеме да работиме суштински, темелно. Не сакам да зборувам за автопатот до Охрид, без ниедна дополнителна клучка. Не сакам да зборувам зашто и ги немам во моментов поатоците, а ги зборував на говорница. За Скопскиот клинички центар, господине Локвенец. Еве имаме и друга тема која што треба да ја зборувам. Одма ви зборувам за клиничкиот центар во главниот град. Кој е тој? Клинички центар кој беше проектиран на место каде сите граѓани, не само на Скопје, туку и сите корисници, зашто на тие услуги се граѓаните и ние овде тројцата некогаш ќе бидеме корисници на тие услуги. Некогаш. Се уште тоа сакам да ви го кажам, господине Локвенец. Корисници на услугите, извинете. Знаеш како е дека? Физибилити влада, господине Локвенец, граѓаните ве викаат физибилити влада. Корисници на медицинските услуги. Знаете кои беа првите зборови кога дојде министерот за здравство? Дека не е добра локацијата. Тука нема пристап, нема доволно капацитет, ние ќе ја направиме и почнуваме веднаш. 2 години поминаа. Ќе имаме реконструкција на влада, можеби и овој министер ќе биде сменет сега со таа реконструкција. Ние немаме уште сме на физибилити студија. Господине Мицевски, ако мислите дека еден таков капитален објект, пак заради форма, а не заради суштина, треба да се направи на брзина, тогаш да ви се сложува. Од друга страна, зборувате дека буџетот е полн со пари, дека парите не се трошат. Значи парите не се проблем. Што може да е проблем? Ама проблем е и тоа, господине Локвенец. Пари да имате во буџет планирани и да не ги потрошите. Знаете што ќе се случи во некоја нормална европска демократија? Тоа што се случи минатата година, милиарда денари да бидат вратени од Министерството за образование назад во буџетот, планирани средства, обезбедени, лоцирани, да ги алоцираме после милиарда денари капитални инвестиции не се дадени на граѓаните. Парите не се искористени. И тоа е проблем, господи. Со вас е поголем проблем не трошењето на пари. Затоа што капиталните инвестиции ја подвижуваат економијата. Знаете добро. Со социјалните трансфери ние нема да направиме. Таа милиарда денари се близу 15 милиони евра. И неискористувањето на истите и враќањето во буџетот, а во исто време користење на тие средства за враќање на старите долгови на општините, за да можат по-релаксирано да функционираат, е вистинското решение. Тоа е суштината, господине Мицевски, а форма е инвестиција во жалните врби. Форма, ве молам да ја завршам тезата, форма е инвестицијата во жалните врби. Форма е инвестицијата во разноразни градби кои суштински не го подобруваат животот на граѓаните, кои се потребни 10 милиони евра за некаков споменик, само да се прикажат, тоа е форма, господине Мицевски, да се прикажат капитални инвестиции, статистиката и бројките кои се точни,
ама во суштина се грешни зашто ништо не овозможуваат. Па за 10 години, господине Мицевски, вие имавте изградено 8 километри автопат од Куманово до граничниот премин. Ограда Тоа не е можете да разликата. ставите на 8 километри автопат, господине Господине Луквенец. Мицевски, Враќањето- 20 далеководи Завршувајте. копани на сред автопат. Мислам дека ви дадат и заградени доволно време, со асфалт. од 30 Сметам дека е доволно голема причина за граѓаните да ја знаат реалност. Видете, мене нема да му 15 секунди. Вие мене нема да му убедите во ова, ама не ги убедувате ни граѓаните. Значи, предмет на подсмех сте во Источна Македонија, посебно со овој проект. Предмет за подсмех. Рековте враќањето на старите долгови. Значи, имате релации со бизнис секторот, 50 милиони евра се дадоа на општините. Прашајте ги бизнисмените што кажуваат, што им се случува сега во средбите со градоначалниците за враќање на тие стоки. 15 секунди. Кажете пред Повеќе. јавноста. Вие Доволно. кажете. Доволно. 15 секунди. Немам потреба. Окей. Да. Мислам дека недокажувањето на вистината е доволна причина за сомнеш. Ви доволно време да се пофалите и обвините кој што направил, кој што не направил и обратно. 10-та по ред препорака за почеток на преговорите, владата вели историски најдобар, најпозитивен извештај, опозицијата критикува за немање реформи и председателот Пендаровски кога го доби извештајот од евроамбасадорот Жбогар, порача на Европската унија дека земјава не може повеќе да биде колекционер на позитивни извештаи на препораки за старт на преговорите. Господин Лаквенец, минатата година владата се фалеше со датум. Оваа година во изјавите деновиве се одлага лето во октомври, септември и така натаму. Кога земјава ќе седне на преговарачката маса? Прво, овој извештај не дозволува толкување. По самата експлицитност не дозволува толкување од никого. Злоупотреба ќе биде толкувањето. Не, ви одговарам зашто така го почнавте прашањето. Злоупотреба ќе биде толкувањето од било кого на овој извештај, посебно заради експлицитното објаснување на истиот од страна на тројцата најрелевантни за нашата држава, европски Хан, Могерини и амбасадорот на Европската унија во нашата држава. Недвојбени се нивните изјаснувања по однос на овој извештај. Не треба власта да го коментира истиот. Се е само кажано. Само лошата намера на недобронамерници, простете на изразот, кон целата држава, сметам дека може да бара и да најди во јајцето влакно. Ке зборуваме и за забелешките. Има забелешки, ке зборуваме и за Зошто е забелешки. овај позитивен извештај исклучително важен, поврзан со датумот за преговори? Ланската година точно е дека ние врз база на комуникацијата со европските авторитети дадовме изјава за почеток на преговорите. Таа изјава беше резултат на разговорите со нив, врз база на она што ни беше кажано. Претходното сондирање на ситуацијата во нашата држава и одредените забелешки кои ги имавме и требаше да ги разрешиме во тек на една година. Водејќи сметка дека станува збор за парламентарно мнозинство и влада со самодоверба, кои однапред ја имаат и визијата, и стратегијата, и планот како да се стигне до тоа, самоуверени дека ќе ги решиме проблемите и зададените задачи, конкретни задачи имавме од ланскиот извештај. И условен датум. Условен датум точно, ако ги решиме поставените задачи кои ни ги поставија. Од овогодинешниот извештај забележувате дека до една буквално сите забелешки се отстранети и сите препораки кои ни биле дадени сме одговориле позитивно на нив. Тоа подразбира дека не само домашната задача, туку сите обврски кои сме ги имале биле се исполнети за да го добиеме датумот за почеток на преговори. Арно ама, мислењето ние го добивме од нивна страна. Оваа година, поврзано со евроизборите, изборите за Европскиот парламент, водејќи сметка дека ланската година и секоја година претходно пракса е извештајот на Европската унија да биде во рана пролет. Оваа година, заради барањето на земјите членки, Европскиот извештај да не влијае врз резултатите на евроизборите во соодветните држави, се случи по завршувањето на евроизборите. Го добивме дури сега. Методологијата
технологијата, на функционирање на парламентарната пракса во земјите членки, каде има потреба од усвојување на овој извештај, за да дадат пас на нивните авторитети да можат да одговорат на барањето, е една од причините во моментов за можност за некакво кратко одложување. Најмногу се спомнува Република Германија. Германскиот парламент има сесија на почетокот на јуни и последната недела на јуни. Последната недела во јуни. Стигна завчера од Бундестагот, од партијата ЦДУ на Ангела Меркел, дека е од пратеник, дека е рано зимјава да почне преговори и дека ако се случи тоа воопшто, најбрзо може да се случи во октомври. Сакате да кажете дека евентуалното поместување на датумот, за кој што лани тврдевте дека го имаме, се должи само на техничката пракса, дека годинава до крајот до декември зимјава ќе се одржи меѓу владини конференциите, конференција ќе се одржи. Тоа беше кажано на ланскиот извештај, дека до крајот на 2019 година ќе се реализира меѓувладината седница и тоа оваа година ќе се случи. Дали е од технички карактер? Се уште не сакам да го коментирам, зашто надежта на сите нас е дека ќе ги надминиме овие проблеми кои во моментов се појавија заради доцното објавување, касното објавување на извештајот на Европската комисија. Во секој случај, суштината на целото ова прашање е дека ние нашите обврски сме ги исполниле. Дека во моментов валоризација на целиот овој проект го прават земјите членки на Европската Унија, за кој врз база на ланскиот извештај. Она што и самата го спомнавте, ние сме убедени дека час поскоро ќе го добиеме. Мислам, од вашата партија вчера низа обвинувања имаше на сметка на владата. Годинешна повторена препорака само покажува дека минатата година и Заев и Димитров, како и владата, лажеа дека има датум за почеток на преговори за членство, а нема, затоа што нема реформи, нема да има датум за почеток на преговорите, се додека Зоран Заев и неговата влада е на Илинденска број 2. Ова е дел од пресконференцијата на потпредседателот на ВМРО ЗПМ Александар Николовски. На почетокот да кажам дека ние се согласуваме и ја поддржуваме препораката која што ја доби Република Македонија и ова е 10-та поред препорака. Значи, она кристално јасна, кристално чиста препорака, ова е 10-та препорака. Имавме години кога препораката беше замрзната и не знаевме дали воопшто ја има. Значи, од 2009 година добиваме позитивни препораки. Освен 2015 и 2016 година, кога имавме условени препораки, поради политичките состојби во нашава држава. Ова е продолжеток на тие препораки кои што ние ги добиваме. И еве, да кажам со жаргонот на колегата Локвенец, како еден од недобронамерниците, доколку го читаме извештајот на Европската комисија, ќе видиме дека Европската Унија има уште многу забелешки по тековни клучни области, како што се непотизмот, политичките назначувања и вработувања, правосудството, економијата, и сметам дека ова се главните сегменти, теми на кои што треба да работиме во народниот период. Ние минатата година бевме сведоци кога не убедуваа дека датум за преговори ќе добиеме во јуни. Ама јуни дојде, гледаме дека немаме поместување. Нас не убедуваа дека со промената на име автоматски ќе добиеме датум. Очигледно, промената на име не била една од препораките за добивање на датум за преговори. Да, беше пречка во целиот овој период, тоа и ние го тврдиме дека беше пречка, но не беше услов за добивање на датум за преговори. Добивањето на датумот на преговори ќе се случи во моментот кога една сериозна влада ќе седне и ќе работи по сите забелешки и реформи, ама не да работи како со планот 369 на хартија, кој што не успеавме и ние да го видиме како пратеници, туку граѓаните да го видат тоа. Ова што го зборува, не го пишува само во извештајот, туку македонската јавност, македонските граѓани се секојдневно сведоци на ова што го зборуваме. Партиски вработувања, непотизам, делење на тендери во 4 очи,
корумпираност во правосудството, притисок на мокници во правосудството и многу други такви секојдневни проблеми. Вие сметате, ќе ви дадам можност исто, толку време само да ми одговори на прашањето јасно и гласно. Дали вие сметате од ова што го зборувате, заклучувам дека според вас земјава до крајот на годината нема да ја одржи првата меѓувладина конференција, дека нема да почнат преговорите, дека нема датум да добиеме? Мене ми е жал, меѓутоа сметам дека шансите за добивање на датум и почнување на првата меѓувладина конференција се многу минимални. Од причините кои што претходно ги кажа. Значи, видете, ВМРО ДПМН е за добивање на датум. Датумот ќе отвори нови перспективи на Република Македонија, ама не со овие реформи и со оваа владеачка структура во Република Македонија. Не знам на која опозиција или на кој представник на опозицијата да му верувам и да спорам со кого. Пред некој ден на една од нашите конкурентски телевизии, на вашата мислам, беше чинам секретарот за надворешна политика на опозиционата партија на ВМРО ДПМН. И тој се сложи со се. Буквално со целосна поддршка на она кое го пишува во извештајот. Значи, пазете, ве молам, не ве прекинам. Поддршка, не, само за да не избега целата поента на поддршка на целиот извештај даваме и ние, меѓутоа ги констатираме забелешките кои што ги има. За констатациите меѓу другото зборував. Почитувана заробена држава, наспроти светол пример. Ако мислите дека станува збор за уште една од збирките препораки кон државата, тогаш не се сложувам воопшто. Јас, господин Луквенец, не мислам председателот Пендаровски во изјава пред целиот државен врв на Европа и порача земјава да не биде колекционер на позитивни извештаи и препораки за почеток на преговорите. Баш заради тоа сум убеден дека овој пат оваа препорака, која е без никаква забелешка со акцентирање на сите завршени работи кои претходно сме ги имале, дали како бенчмарци или како забелешки, како сугестии, сигурно ќе ги отпочнеме преговорите. Арно ама би сакал да реплицирам. Да, Арно ама би сакал во исто време да зборувам и сето она што го кажа амбасадорот Жбогар при добивањето при промоцијата на извештајот. Дека не станува збор само за значајни резултати кои државата ги исполнила. Станува збор за исклучителен доказ колку нашата држава се променила на подобро. Овој извештај го зборува буквално тоа и дека членките на Унијата тешко ќе најдат изговор да не и дадат датум за почеток на преговорите со нашата држава. Од друга страна, колега Мицевски, зборувате за забелешки во извештајот. Ако ги немаше забелешките, ние ќе бевме земја членка, а не земја кандидат која бара датум за почеток на преговорите. Од друга страна, во анализата на една невладина организација во Германија се покажува дека од сите земји членки аспиранти за членство во Европската Унија, дури и оние кои ги имаат отпочнато преговорите со Европската Унија. Не зборувам само за Босна, Косово и Албанија, туку и за Србија и за Црна Гора. По однос на резултатите кои ги имаме испорачано, нашата држава е буквално пред сите. Тоа покажува дека имаме и капацитативност, дека имаме и желба и методологија со отпочнување на процесот на преговори, со добивање на датум, целиот тој процес на преговори со Европската Унија да трае и многу пократко, да биде и многу поефективен и конечното завршување на истиот да биде што може поскоро. Господине Луквенец, ја овој еуфоричен оптимизам би сакал малку да го намалите. Би ми било драго да се случи сето ова што го зборувате. Ама конкретните забелешки кои што ни ги дава Европската комисија и која што не мониторира цело време, не можеме да ги отстраниме со зборови. Нам ни требаат конкретни дела, за да не се повторувам за правосудството, за економијата, за енергетиката. Еве ќе ви кажам од здравството. Ова е извештај кој што Европската комисија го има дадено на нас.
не е преземено ништо во однос на заштита на здравието на населението во услови на огромна загаденост на амбиенталниот воздух, освен советите за носење на маски и совети за пациенти кои спаѓаат во ризична група во однос на избегнувањето да се излегува на отворено време. На отворено за време на периоди на високо загадување. Вака Европа не сака. Ние во контекст на ова, во ноември поднесовме барање за да расправаме во собранието за состојбата со амбиенталниот воздух во Република Македонија. Знаете кога дојде точката? Вчера. Завчера на седница. И ова го констатира луѓето кои што нас не мониторираат и не гледаат. Ние можеме се да кажуваме. Граѓаните во Република Македонија, бенефитите не ги осеќаат од оваа власт. Не ги осеќаат. Колега Мицески, Македонија, уште оваа реченица, земјата се бори со епидемија на мали сипаници од декември 2018 година. Значи, земјата, никој во Министерството не одговара за ова што се случува во нашата држава. Знаете што ќе беше со одредени министри по здравство во други држави доколку ова се случише? Од декември 2018 година државата ни е подморбили. Мораме да направиме тука. Кога ќе се вратиме во студиото, ќе ви дадам збор да одговорите, пауза, куса за реклами. Добро дојдовте назад во студиото на 24, анализа Хари Локвинец, СДСМ, Никола Мицевски, ВМРО, ДПМН, Европскиот извештај и препораката за старт на преговори, дали ќе резултира исто конечно седнување на маса, исто почеток на преговорите, главната тема на која што вечерва дебатираме. Господин Локвинец, пред да ги најавам рекламите, ви реков дека од кога ќе се случат, ќе имате право на реплика. Ви благодарам што си го се држите на зборот. Колега Мицевски, за прв пат во оваа држава 20 милиони евра се обезбедени за интервенција во насока на подобрување на амбиенталниот воздух. За прв пат во ова што го зборувате вие е точно и немојте да ги вреđате граѓаните на нашата држава. Не е навреда тоа. Тоа е... Од друга страна, за прв пат се зборува за овој проблем кај нас. Прв пат се појавува? Не. Разликата е само однесувањето на власта и кон медиумите и кон постоечките проблеми. Не сакам да се навраќам во причините, една од причините за ваквиот однос. Увозот на стари возила, стари дизел возила, со ниска еко-категорија, која како отпадок од Европската Унија беа увезени кај нас. Јас се сложувам со оправдувањето дека секое семејство убаво е да се поднови со нешто ново, кое беше пред неколку години зборувано. Арно, ама сето тоа, и не само тоа, туку кумулативно сите оние популистички политики кои претходната власт ги практицираше, доведоа до една ваква ситуација. Работата е што овој тип на проблеми не се решава на дугме, не се решава во еден момент. Не постојат пари на светот кои можат да го решат овој проблем во еден момент. Разликата е во односот кон проблемите. Ние ја започнавме позитивната, уште кратко, ние ја започнавме битката кон позитивна насока на решавање кон проблемите. И уште една реченица за крај на ова прашање. Колега Мицевски, односите во една држава ги гради власта. Оваа власт го гради и односот према амбиенталниот воздух, према проблемите со кои се соочува, ама во исто време и односот према опозицијата, за да можеме заеднички, конструктивно да пристапиме кон решение на сите проблеми, од кое нешто апсолутно не бегаме. Една реченица во контекст на сето ова што го рековте. Рековте разликата во однесувањето на власта и ги спомнавте сите оние работи кои што ги спомнавте. Не е точно, господина Локвинец. Разликата е во очекувањето од новата власт. Сега кажувате дека тоа е проблем кој што не се решава за еден ден. Знаете колку протести направивте во име на загадувањето во Скопје и во Република Македонија? Се сеќавате на перформансите на министрите сами со маски кога си стоеа пред влада? Вашите министри, кога дојдовте на власт, шетаа пред влада со маски дека ќе се реши загадување. 2 години се поминати од тогаш
ние немаме преземено никакви конкретни мерки. Значи, јас знам дека ова не е проблем и не можам да ветам и да кажем дека наредната година, доколку сме ние на власт, ќе го решиме проблем. Но вие тоа го ветувавте. И тоа го ветувавте за се. Го ветувавте на земјоделците, го ветувавте на лекарите, го ветувавте за просечна плата. Вашите неочекувани ветувања граѓаните почнуваат да ги казнуваат. И ќе се вратам на почетокот, имате уште една година за да ги решите сите проблеми, затоа што наредната година ова време имаме нов премиер кој што ќе биде на чело на пржинска влада. Две реченици. Па и да го завршуваме тук. Земјоделците ги спомнавте. Само во Прилепскиот регион, Тутунот ќе го спомнете сега, пред избори кога ги поделивте парите. Ама ланска година беа поделени еден ден подоцна, отколку еден ден порано, отколку поделбата оваа година. Едно од нашите веќавања беше дека субвенциите ќе ги делиме не пред избори, како што се случуваше порано, предходно, туку во вистинските моменти кои ќе им требаат на граѓаните. Ама, за да не должам, 5,5 милиони евра, само заради зголемената пресметка на субвенциите на тутунот по класи, влегоја во Прилеп. Во Прилепска општина, кај прилепските земјоделци. И тоа е тоа што може да се реши на дугме. За разлика, тоа е за почитување. Ви благодарам. За разлика од амбиенталниот воздух, ги решаваме во континуитет, ги решаваме буквално сите проблеми. Ама ако зборуваме за претходните однесувања, пред малку нема потреба за претходните. Вие сте на власт 2 години, господине. Јас се сложувам скроз. Пред малку зборувавме за Европската унија. Знаете колку време претходниот председател немаше поставено амбасадор на нашата држава во Париз, во Франција? И ние во моментов се бориме за благонаклоноста на една од амбасадорот, овие советници веќе ги пуштивте во Франција, работат заедно или парцијално од амбасадорот во Франција, пошто по овие карактеристики кои што успеав да ги видам, ако за некого не би сакал да вреѓам никого, посебно не амбасадорите кои што нашата држава ги има испратено, меѓутоа советниците, а немаме време многу да ги продискутираме, ако се тие за кои што успеав да прочитам денови низ медиумите, изгледа Франција уште долго време тешко ќе не свати што праќаме ние како дипломати и луѓе за олеснувачи на нашиот пристап во Европската унија. Резултатот на работата и на амбасадорите низ европските држави и на советниците пратени таму го добивме во извештајот пред 2 дена. Многу добро забележувате колку тие добро си ја сработиле работата, ама во исто време години наназад да немате амбасадор во една од најважните европски држави. Се уште да немате воено аташе заради хировите на претходниот председател кој никако не сакал нештото да го реализира, сметам дека е повеќе од дискутабилно. Што доколку не добиеме датум и до крајот на годинава повторно станеме во чекалната, ќе барате предвремени парламентарни избори? Видете, јас како што реков, до крајот на годината, веќе во мај ние имаме пржинска влада која што ќе работи на подготовка на наредни избори, за кои што се надевам ќе се случат ден поскоро, затоа што ниту Република Македонија, ниту граѓаните немаат време повеќе за губење со ваква катастрофално неспособна власт. Господине Луквинец, последниот датум, таа есен што се споменува и од дел од странските функционери и од дел од домашните, е октомври. Што доколку Зимјева не го добие датумот во октомври, да речеме, ќе одите ли на предвремени парламентарни избори? Ова што вие го кажавте пред малку се изјави на странските авторитети. Мислам дека треба да им веруваме, со тоа што октомври се спомнува како краен датум, поврзан со процедурите, уште еднаш ќе повторам, поврзан со процедурите во земјите членки на Европската унија. На пратениците на ЦДУ и најраниот можен период кога може да се случи тоа. Дали ќе одите на предвремени парламентарни избори доколку нема датум? Јас сум убеден дека датумот ќе го добиеме, зашто од една страна и го заслуживме, а од друга страна сметам дека ќе биде исклучително важна порака за регионот, која Европската унија ќе ја испрати кон земјите аспирантки. Таа порака, поврзана со нивните аспирации, со исполнување на одредени услови, со валоризација на нивниот труд
и сигурно одредени компромиси кои треба да ги постигнат е еден од аргументите за сите ние, не само да посакуваме, туку да бидеме уверени дека ќе го добиеме датум. Сериозна партија сте, сигурно размислувате за план Б, С, Д, алтернатива, што доколку нема датум, ќе има ли избори, тоа ве прашувам. Алтернативата во Бидејќи овој... оваа влада, Европската унија и НАТО процес кој што се одвива, Европската унија е се уште во фаза на чекање, беше клучното ветување. Дали оваа влада ќе оди на предвремени парламентарни избори доколку нема датум? Самото тоа што во овој момент сме во фаза на најбрзо ратифицирање на сите договори поврзани со предвремени парламентарни избори? Никако, јас бев од тие кои бараа во првиот момент, од самиот старт предвремени парламентарни избори. Имаме премногу сработено, имаме реално мерливи, опипливи резултати за кои денеска не можевме да зборуваме со конкретни бројки заради должината на емисијата. Во секој случај, гласот на народот е сето она во кое веруваме и сме убедени во вистински одговор за сето на кој претходно сме го сработили. Ве чека собраниската седница за одземање мандатот на вашиот се уште почесен председател и пратеникот во бегство Никола Груевски. Последната одлука на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН е пратениците да го почитуваат уставот и законите. Дали тоа значи дека ќе се одважите и ќе гласате за одземање на мандатот на бегалецот Груевски? ВМРО-ДПМН е за почитување на уставот и законите. Меѓутоа, тоа во Република Македонија го нема. Последен пример за тоа беше Комисијата за мандатно и деловничко имунитетни прашања, на која што ние како опозиција поставивме барање при утврдувањето на дневниот ред, утврдување на одговорност за прекршувањето на кодексот и нарушувањето на угледот на собранието. Седницата се прекина со барање на колегата Павле Богоевски. Наредната седница почна без ставањето на таа точка на дневен ред на изгласување, на усвојување или пак на неусвојување. Време имаше оставка од пратеникот Богоевски. Не, има најава за оставка. И на самата седница на оваа комисија ни беше соопштено дека желба на господинот Павле Богоевски било да гласа за одземање на мандатот на пакет си даде оставка. Значи вака, господин Мргин, собранието не е желботека да исполнуваме желби. Доколку некој... Не сме виделе во минатото и во поблиското. Меѓутоа, ова парламентарно мнозинство... Со Велјановски го зборувавме. Ова парламентарно мнозинство кажува дека ќе работи по закон и по делови. Тоа го немаме. Ние се уште немаме информација докаде е истрагата за користењето или посредувањето при земање на психотропни субстанци. Ние во државата уште го бараме кој е таксистот, а не го бараме дилерот во целава оваа ситуација. Дали ВМРО-ДПМН ќе гласат за одземање на мандатот на Никола Груевски, кој што според устав повеќе од 6 месеци е неоправдано одсутен од собранието? Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН донесе одлука. Одлуката е јавно достапна, ја видоа сите граѓани и медиумите во Република Македонија и пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе ја почитува одлуката и ќе гласа согласно устав и закон. Значи да извлечам заклучок дека ќе гласате за одземање на мандатот. Седницата е наредната недела. Бидејќи одлуката беше пред комисијата, па бевте воздржани на комисијата. На комисијата не гласавме од причина што беше прекршен деловникот и една од причините поради која што на тој начин го изразивме нашиот став е континуираното кршење на деловникот за работа во собранието на Република Македонија. Како гласа координаторот на ВМРО-ДПМН? Координаторот на ВМРО-ДПМН даде свое мислење, бидејќи е член на извршниот комитет. Своето мислење го кажа на самата седница на извршниот комитет. Заедничката одлука од ставовите на сите членови на извршен комитет беше преточена во една информација која што беше дадена. Ќе почитувате одлуката? Одлуката е дадена од страна на извршниот комитет. Господин Локвинец, метлата, фамозна операција метла, се најавува дека наскоро ќе стигне и до владата, бидејќи според она што се случуваше го помина СДСМ. Ќе во одмете ли метлата на некоја функција во извршната власт? Не. Директно, експлицитно. Самиот збор за мене е малку проблематичен и не сакам поинаку да го класифицирам. Во секој случај, најважниот дел е фактот дека
како парламентарно мнозинство, како политичка структура, ги примивме насоките или забелешките од граѓаните и овој период, одма после изборите, функционираме во насока на сите тие забелешки кои ги добив. Се согласувате со колективната одговорност што се случи во СДСМ? Станува збор за одлука на партиското раководство. Дали се согласувате ви? Мислам дека бара посеопфатна анализа. Бидејќи не сте од вчера во СДСМ, со за да тоа и со не, овој одговор не може да се одговори. Во секој случај, принципот на функционирање на председателот и на раководството на партијата по основ на мерливост на критериумите по кои ги носат одлуките, за мене е нештото кое е оправдано и ги оправдува истите. Благодарам што вечерва бевте дел од 24 анализа. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието. Останете со телевизија 24. Пријатно.